Почитувани мои, добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. Како и се во државата, така и здравството е партизирано до хигиеничарка. По пазарење на партиите секогаш се менуваат директорите и медицинските и економските и следуваат нови партиски вработувања. Според пазарувањето на партиите, нови директори доаѓаат, старите си одат, ама бегаат и докторите. Кој во државните болници ќе ги лекува болните кога сите добри лекари ги наполнија приватните клиники? Дали може за добро на пациентите јавното здравство да стане партнер на приватното? Според вас, драги мои, каде е вината? Кој не си ја работи работата? Дали е тоа Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Министерството за здравство или можеби политичарите кои се пазарат со се и сешто? Потребни ли се според вас темелни промени во Фондот за здравство и целиот здравствен систем? Секако ќе ве потсетам тука да не заследите на социјалните медиуми. Најнапред ќе почнеме од заследување на Инстаграм од причина едноставно што сакаме што во поголем број да дадете одговор на нашето денешно анкетно прашање. Денес на Инстаграм стори ве прашуваме: може ли да престане пазарењето во здравството? Еве, вака изгледаме на Инстаграм стори. Можете да кликнете на одговорот кој е ваш, дали е тоа да, дали е не. И секако во проценти ќе ги соопштиме резултатите таму некаде по рекламите. Меѓу другото, ќе ве потсетам дека секогаш ги објавуваме темите и она за што зборуваме со вас и на социјалните мрежи како што се Facebook, односно нашиот профил е Црвена линија и профилот на Телма телевизија, каде што е објавена темата секогаш за што зборуваме со вас. Но особено драго ќе ни биде, ете вие од ваш агол, од ваше лично искуство и секако преку ваши ставови да дадете одговор на денешните прашања во Црвена линија. Доволно е да го завртите телефонскиот број 02307 005 и секако она што како напомена ќе укажам е да се намали тонот на телевизорот. Подобро е да се зборува и директно преку слушалка, односно да не се зборува преку интерфон или пак спикерфон. Секако оние кои што нема да успеат да се вклучат на Црвена линија, не заборавајте пред се дека преку коментари можете да исподелување да дадете удел, се разбира, со вашите одговори. Како и да е, еве, додека очекуваме да го вклучиме и првиот гледач, верувам дека технички се ќе биде окей. Еве, ќе почнеме веднаш од Facebook, за да видите како изгледа нашата објава. Вака сега, Црвена линија, значи, она што денес ве прашуваме е секогаш објавено и низ фотографија, односно потребни ли се темелни промени во Фондот за здравство и целиот здравствен систем. Меѓу другото, ќе потсетам дека секој од нас бил и како пациент и се разбира имал потреба низ животот секако да побара услуга од нашиот здравствен систем. Но како и да е, се добива впечаток, еве уште еднаш ќе потсетиме дека постојано се прави некакво пазарење на партиите, односно секогаш се менуваат директорите и медицинските, но и економските директори, како и тоа што постојано сме сведоци на нови партиски вработувања. Според вас, еве, дали може пред се за добро на сите нас, особено на пациентите, јавното здравство да стане партнер на приватното? Бидејќи меѓу другото сме сведоци на тоа дека голем број врвни стручњаци и доктори се почесто се разбира од државното здравство своите услуги, своето знаење го даваат на пациентите преку приватното здравство. Па, еве, се надевам дека ќе откриеме според вас каде гледате вина. Односно, дали според вас работата не си ја работа Државниот санитарен и здравствен инспекторат, дали е тоа Министерството за здравство или пак политичарите кои што сме сведоци се пазарат со се и сешто. Како и да е, здравството, односно треба да ни биде врвен приоритет, бидејќи станува збор
за најголемото богатство на еден човек, а тоа е неговото здравје. Ви се чини ли дека ќе дочекаме и денови каде што може да се заврши со пазарење во Министерството за здравство? Како и да е, еве, меѓу другото, нема да заборавам секако да ве потсетам редовно да се информирате и за се што ве интересира, не само од областа на здравството, туку секако и се со цел да бидете брзо информирани и секако да нормално први дознавате се. Затоа топло препорачувам да кликнете на www.telma.com.mk. Како и да е, да видиме дали имаме некој на 023070005. Ако немаме се уште, тогаш ќе преминеме и онаму каде што секогаш... Имаме ли? Па некој нешто не ми кажува. Благодарам што се пријавивте. Добар ден. Добар ден. Според вас, еве, ви се чини ли дека еднаш за секогаш може да престане пазарувањето, особено во Министерството за здравство? Не. Не, ќе продолжи и понатака. Ние сме така навикнати. Така функционираме со години. Тоа ни е веќе како во ДНК-то влезено. Така да... За состојбата, еве, конкретно, од каде треба да се почне за да нели се подобрат работите во здравствениот систем? Од каде треба да се почне? Прво треба да се почне од инфраструктурата. Потоа треба да се почне од обезбедување на условите внатре во болниците, не од дома луѓе во болница да носат постолнини и храна и прибор за јадење и мислам страшно лекови, да. Лежат пациентите во болница и лекови им носат домашните. Според вас, кој не се работи во работата? Дали е тоа Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Министерството за здравство или пак политичарите кои се пазарат со се и се што? Политичарите прво, а потоа и Министерството за здравство, јавното здравје, мислам, сите институции. И само уште нешто, завршувам, во Кајронот фондот со големо фа треба да ви биде напишан. Да, еве сега забележувам. Јас бидејќи сум сконцентрирана на гледачите. Добро, благодарам што ни укажавте на ова секако ненамерна грешка и секако големо благодарам бидејќи ве благодарение на вашето јавување конечно продолжуваме со гледачите. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Дали ме слуша гледачот, бидејќи има некакви звуци од другата страна или што? Да се откажеме од вклучување? Добар ден. Добар ден. Па каде сте до сега? Ве чекаме со нетрпение. Ве слушам, зборувате за министерствата. Зборуваме за здравствениот систем генерално. Од каде треба според вас да се почне и секако да се подобрат работи? Сега ќе ви кажам од каде да почнеме. Ќе почнеме од факултетот на Мерко. Треба дисфрва кадри од таму без дипломи, без да студират, него се пишува дипломи. Гледам, слушам некој од цела Македонија, во тето водене медицински науки завршувале, земале дипломи. Оттамо треба да почнеме. Затоа ни се случува Кадаров колку е способен и спремен во Македонија. Не се учи више, факултети ве распадна. Един овај македонски факултет уште држи помалце, ама и тој више се прозира и тука. Бегат децата одат да страна да учат. Значи, вие пред се гледате вината во образовниот систем? Како? Вие пред се гледате вината во образовниот систем за ситуацијата во здравството? Па на дрвото се гледа корено, не се гледат гранките. Ако е коренот крив, гранките ќе бидат криви. Ако е здрав коренот, ќе бидат здрави гранките. Од тука почнува се. Така, ви се чини ли дека може да престане пазарењето во Министерството за здравство? Тоа апсолутно треба да се избриши, да се уништи. Нема пазарење. Само да има квалитет. Квалитет и ништо друго.
Какво то пазарење се научиле, овие се моите, оние се твоите, овие ќе го седнемо, не го седа, аба не знае ништо. Еве и македонски не знаат да зборуваат. Кого ќе лечи таја? Благодарам многу и вам што еве во вашите 90 секунди дадовте одговори на нашите прашања. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Мило ме што се појавивме пак заедно на црвена линија. Да. Ова е ваше прво вклучување по паузата, што е на прв пат. Така, па Знаеш еве. како, не ли се јавувавме често, Да, па го речем, со познавам години. гласот. Меѓутоа сега кои излегуваат, кои излезе све на виделина и кој народот си ја кажа својата волја, значи ние заедно црвена линија и другите телевизии и народот успеавме да им кажеме ова све што го правите погрешно и во зијан на народот. А еве Само кога профит. зборуваме за здравството, од каде треба да се почне за да имаме подобро, поквалитетно здравство и да се задоволни, се разбира, и оние кои што лекуваат, но и пациентите? Па значи, јас сум од Тетово. Кој е министер Моветало, кој е министер за здравство? Ќе зборим за во Лешок, тоа е за оболени од плуќа, како се викаше, заборавив ја. Ајде, добро знаете за што зборим. Во Лешок. Таму е 40 години под контрола на здравство, како да кажем, зашто таму секој не може да оди, туберкулоза се лечи таму, ово, она. И тоа е ако ние Тетово се наоѓаме на 350 метри надморска височина, Лешок е на 700-800. Каде што има чист воздух, све околу са билки и растенија. Меѓутоа некој сака нешто пак да направи некој заврзлама. Затоа што побргу да си оди оваа влада? Што побргу ја молам? Зашто ако вака зборуваме, вие знаете Ајде, ви се чини ли дека може да престане пазарувањето во Министерството за здравство? Се исклучи гледачот. Како и дајте и по долга пауза, драго ни е дека повторно се вклучивте во црвена линија и ги дадовте вашите одговори. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Фала. Поздрав и до вас. Јавувам од Скопје. Така. Вака сега темата е околу здравството, така? Да, еве според вас каде е вината, кој не се работи работата, што еве се случуваат пазарувања во Министерството за здравство? Пазарења? Во здравство не треба да има пазарење. Значи здравството треба да функционира на устов. Значи здравството треба првин да се среди клинички, затоа што е клинички столбот на здравството. Подхитно треба да функционира, значи здравство треба да функционира, не да се пазарат. Еве, јас се соочувам сега со мојата здравствена состојба, значи ти да не можеш термин да најдеш или било какви, нема доктори, нема сестри. Еве сега што се случува со токсикологија, на што личи тоа? 18 вработени, какви, неквалитетни. Мислам, цел клинички е таков, не само клинички, се соочуваме со немање кадар по лаборатории, не, стварно е на нула. И сега пазарање. Тоа подхитно треба да почне да функционира, значи со прием на сестри, со прием на доктори, со специализации, а не докторите нема што да прават, луѓето си бегаат по странство. Интересно дека голем дел од врвни специјалисти го напуштаат државната клиника и преминуваат во приватните болници. Така, благодарам многу еве што низ лично искуство ни откривте всушност како пациенти со што се соочувате. Како што чутме пред малку, значи не можност да се обезбедат термини, нема доволно ниту кадар и секако ниту пак можеби медицински материјали. Како и да е, да видиме што ќе кажат следните гледачи. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас и вас, удобно не сме ве слушнале. Многу јутен поздрав. Па немаме лекари, немаме сестри. Нема ништо во Македонија. Зашто? Отидоа во здравство. Така е, Тина. Македонија остана муре без дом. Јас не знам, ово е права катастрофа. Невидено. Се не така. Па,
Одај пат купувам од Европска унија, месец наред. Кога го отворам, во него глушец. Пакуван глушец. А така е секаде и санитарни, и здравство, и не знам да кажам. Види ми поздравя на тейна. Многу поздрав на тебе. Бидете поздравени вие и сега го гледачите кои што не следат од Македонска каменица. Последна вест врзана за состојбата во здравството, која што навистина многу се зборуваше во јавноста. Сега ќе ве префрлам на еден наслов и ќе ве подсетам многу повеќе можете да дознаете и прочитате на tilma.com.mk. Насловот е врзан за хаосот на токсикологија продолжува, а министерот Демири не гледа одговорност кај директорката Илјази. Ова е секако последните случувања на токсикологија, кои што навистина ја крена на некој начин јавноста на нозе. Но како и да е, најзасегнати се пациентите, но и се разбира сите оние кои што ги даваат здравствените услуги. Па како до подобро здравство? Еве, според вас пред се може ли некогаш да престане тоа пазарење, да речеме, во Министерството за здравство? Добар ден. Добар ден. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Добро, екам да не нешто прекина, с краја било. Не. Види вака, у нормална држава овакво здравство се решава со тоа што ќе се прикрнат врските помеѓу фондот за здравство, значи за здравствено осигурување, со приватните клиники и ординации. Значи, едноставно да нема никако покривање на трошкови од страна на фондот за здравство кон приватните клиники, него колку ќе ти кошта тарифата за лечење на пациенти, ќе си ставиш таму тарифичка, кој има желба да се лечи на приватно, кој е моќен, кој е силен, ќе си отиде ќе се лечи на приватно, а фондот нема потреба да покрива ништо. Тоа зборам за културна држава. Значи, тоа злоупотреба на таа формула фонд за здравство и приватно здравство е најопасниот играч што му се случува на македонскиот пациент. Значи, остави приватниот па да видиме он кога ќе биде успешен, кога ќе нема да ги прават тие махинации што ги прават, бидејќи јас сум бил, да речеме, у државна клиника, истиот тој доктор, у приватна клиника. Истиот тој доктор со документација од државната клиника ти дава за лекарство кај твојот матичен лекар, што да ти препиши твојот матичен лекар, така да тоа се тешки злоупотреби, вака пусти го сам. Колку ќе се направи парички, толку. Дали е зубар, дали е за абдомен, дали е за плуќа, да е, ништо не те занима. Ова цело време го спомнувам у нормална држава, затоа што сме ние апартхеид. А како апартхеид, не можеме да функционираме како што треба. Гледајќи ја таа директорката, само видете и го погледот, како гледа кон новинарите, бидејќи ја имам загледано, значи тоа ти е како змија отровница кога гледа кон пленот. Ајде, поздрав. Благодарам многу. Еве една напомена, пред се благодарам за вашите одговори. Колку и за темава се чувствувате гневни, се разбира, изиритирани, ве замолувам, златното правило на црвена линија е никаква употреба на, се разбира, на вредливи зборови, зборови кои што алудираат на насилство и пред се говор на омраза. Се може да се искаже без употреба, се разбира, на вредливи зборови. Како и да е, продолжуваме понатаму со вас, да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден и овој ден. Најубав ден и вам. Дали еве на земјава може конечно да се случи да има непартизирано здравство? Може. И тоа се фино лепо. Принципот е многу лесен и едноставен. Само треба да се најдат луѓе кои што сакаат тоа употребот и да го спроведат. Вака, значи, тесните врски измеѓу фондот за здравство и нивната корупција, кај што се подмитливи, значи, е рак рана на јавното здравство.
во системот, значи треба да постои една работа. Секоја операција, значи, која што е издржена, кошта и на приватно, и на јавно, и на државно, значи таа е цената за, пример, слепо цево или за било што. Сега, самата карактеристика на квалитет треба да дојде до израз со тоа што ако приватното више има постручни лица, поспремни, значи поквалитетни, тогаш тие ќе одат во приватната. А инаку системот на бодување на вредноста треба да биде еден за сите. Не може да не именувам имиња на фирми, на клиники, кај што една операција од државно кошта, на пример, 6.000 денари, а во друга приватна ординација е 1.000 евра или 60.000 денари. Тоа е многу голем размер. Сега, значи, фондот за здравство треба да биде еден, кој што диктира со тоа. Има стручни лица, кои што изведуваат операција и се пресметува колку употребена сила, колку потрошни материјали и, значи, се вреднува, например, толку и толку. Сега, квалитетот што може да дојде. А приватното здравство, извинете, времето пројде. Благодарам многу, но секако веќе ве потсетам се додека трае црвена линија, слободно можете повторно да го завртите нашиот телефонски број да добиете нови 90 секунди. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Се слушаме. Повелете, во црвена линија сте. Благодарам. Добар ден. Ве слушаме. Еве, според вас може ли да закрепне здравството во Македонија, односно пред се да завршат сите пазарења на кои што сме сведоци? Многу тешко, затоа што здравството е угушено со непродуктивен кадар. Кога нема мониторинг, нема критериум за кадар, поготово за првото министерско место, може да биде било кој член на било која партија министер. Понатаму останатите шаблони се само по себе знак прашање. Почнувајќи го мониторинг од факултетите, производство на кадар адекватен за здравство, понатаму вработувањето и начинот на вработувањето го диктират квалитетот на самото лице. Така да непродуктивен кадар не може да произведе квалитетен производ, односно квалитетна било која услуга во здравството. Но секако се соочуваме и со квалитетен исклучително кадар кој што се повеќе ја напушта земјата и своите услуги ги дава во земјите надвор од границите. Тоа се случува затоа што тој се гуши покрај неквалитетот. Се гуши затоа што не може да дојде до израз неговиот квалитет. Многу малку доаѓа. Човек на патен, там на себе, секојаш го бара квалитетот. Така, благодарам многу и вам за вашите одговори во црвена линија. Продолжете да не следите, па да слушаме што следно ќе каже гледачот или гледачката во новите 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Благодарам и јас ве поздравувам и вас и гледачите на телевизија, поточно црвена линија. Благодарам многу. Дека македонското здравство може да почне да се лекува доколку се направи прво една квалитетна стратегија, сега и веднаш да се види кои специјалисти во моментот ги имаме, колку треба веднаш да се распишат специјализации, значи квалитетна стратегија за подолгорочно планирање, бидејќи специјалистичките студии и општа едукацијата на лекари трае предолго. Потоа апсолутно јас сум за да се укине балансерот. Нема балансер, нема лекари по етничка припадност, нити останат медицински персонал. Или сме кадарни, или сме некадарни. И трето, и многу важно, сметам дека и во нашето јавно, и во нашето приватно здравство има мощни сериозни проблеми. Нашето приватно здравство е прескапо во однос на здравството во регионот, а нашето државно здравство, од друга страна, во однос на приватното е преевтино, а во главном служи за решавање на компликациите кои најчесто настануваат во приватното здравство. Така да не е едноставно, меѓутоа ако се сака, се може со една квалитетна стратегија и дефинитивно со ослободување од стереотипите партиски луѓе на раководни места. Не, квалитетни луѓе на раководни места. Благодарам.
Големо благодарам и вам за вашите одговори во Црвена линија. Ке ги вклучиме сега малку и твитерџи. Се разбира, Твитер заедницата, кога станува збор и за оваа тема, од секогаш, па така и во овој период, постојано има коментари. Така да, еве, колаче.ексе што има напишано. Ова го издвоивме не случајно, за да видите дали се возможни промени со оглед на тоа што новиот кадар доаѓа токму од младите луѓе. Вели, во Македонија младите не гласаат. Тргнувам од себе, од моите другари и другарки, сите по 25 години, сите гледаат како да се спојат ден на избори со 1 мај, со Великден, за да не се во државата, и тоа е факт. Дали сметате дека некогаш ќе се случи да, може би токму младите бидат оние кои што ќе сакаат, се разбира, да направат промени, особено во здравството, бидејќи мора да се признае дека во здравството имаме млад, квалитетен и стручен кадар кој што неретко веднаш без многу двоумење се одлучува да работи да ги дава своите услуги, се разбира, во некој од европските земји. Може ли конечно здравството да се излечи, нашето здравство? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Вака. На нашето здравство во Македонија му е потребен генерален ремонт. Од првиот човек на здравството па до последниот портир, ако можам да кажам во тоа. Тоа треба да бидат квалитетни луѓе. Имаме квалитетен персонал, здравствен, на сите нивоа овде. Меѓутим, не се адекватно распоредени, не се адекватно вредновани. Повеќе се вреднуваат врз основа на партиска, етничка припадност, па негде и полова припадност. Што сакам да кажам? Еден лекар има 10 пациенти на мој термин, другиот лекар има 20 па и повеќе пациенти на мој термин. Плата иста. Пациентите веќе знаат и се насочени од матичните лекари кај кој лекар да идат. Точно, тоа е. И ги избегнуваат лекарите кои, да кажам, стручни са, али не вложуваат доволно труд. Друго, зашто ни бега персоналот? Бегаат ради тие работи веќе не може да трпат, немаат време. Нема да живеат 100 години они. Не може да дочекаат да се изврши генерален ремонт во здравството. А набор од границите ги примаат затоа што ништо не се вложили во нив. Благодарам многу за вашите одговори. Ева уште еден гледач ке вклучиме, па ќе прочитаме и коментар од Твитер. Добар ден. Ало. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во Црвена линија, сте, повелете. Јас ке кажам мојата приказна за здравството. Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Јас ке кажам мојата приказна за здравството. Да ви кажам искрено, одам на кардиохирургија, треба да се оперира. Чекав 6-7 месеци, за да сакав да ме оперира професорот Јовев. Меѓутоа, чекав 9 месеци и кога веќе се врати професорот, одам на контрола и се до тоа сегашниот директор што е на кардиохирургија, Шокаров, или не знам како се презива, не му дозволува да ме оперира. Не му го дава тимот, му забранува и се понаша као да е негова лична кардиохирургијата. И освен тоа, додека овие 9 месеци јас за тоа што не сум способна да платам приватно, тие пациенти што требаше да се оперираме таму, од нив 50% замина во приватните ординации. Кој кредит, кој се задолжил, кој ваму, кој таму.
сега продолжува истиот тој директор Без да се напомена понаша само на и да не имиња ми ве молам. дозволува да се Кажете ми оперира. каде гледате вие решение? Еве како може на пример Јас решението да се го излечи гледам здравството? Меджити и Таравари заедно со Ковачевски направија грешка што не само кардиохирургија, и на сите други 40 директори на клиники што ги заменија најдобрите да донесат нивни кадри што не се способни и што беа политички. Благодарам многу и вам за одговорите. Исто така една напомена ве молам и без нели истакнување на имиња, она што е најважно и ве ќе потсетиме денес, она што ве прашуваме е според вас дали може еве и според вас за добро на пациентите јавното здравство да стане партнер на приватното? Каде всушност ја гледате вината, кој според вас не си ја работата, дали е тоа Државниот санитарен и здравствен инспекторат, дали е тоа Министерството за здравство или пак политичарите кои се пазарат со се и се што. И ви се чини ли дека ние како земја можеме да дочекаме неполитизирано здравство? Добар ден. Добар ден. Дали имаме гледач? Добар ден. Имаме гледач на линија, Ама што? Ама не, уште немојте да ме уклучите. Како не, ве чекам со нетрпение, повелете, ве слушаме. Ајде, имате гледач на линија, ајде. Повелете, ве слушаме. Ама чекаме... Ало? Ве слушаме, во програма сте, повелете. Слушайте. Јавното здравство да стане партнер на државата, не на приватното. Луѓе Зборувајте, ве слушаме, времето ви одминува. Слушајте сега, зашто нема луѓето кои одат, луѓето за кои што одат на лечење во приватни болници треба да платат 20.000 30.000 евра. Кај ќе му најде Продолжете, ве слушаме. Кај ќе му најде сиромашни луѓе, кај ќе му најдат толку пари за да може да оде на лечење. Зато јавното здравство да стане партнер на државата. Така, благодарам многу и за вашите одговори, а еве на Твитер што има напишано Искендер Паша. Вели, судство, здравство и УКИМ се најкорумпирани институции во државава. Така да генерализацијата е со право со оглед на тоа дека династички се примаат исто како суди и обвинители. Здравствените работници се покажаа како најголеми непријатели на слободата под изговор на COVID-19. А ние ве прашуваме еве дали може, например, за доброто на пациентите, јавното здравство да стане партнер на приватното. Гледачот пред малку напомена дека е подобро можеби да стане партнер на државата. Што мислите вие? Ќе слушнеме допрва. Добар ден. Ало. Добар ден, црвена линија, повелете. Вака сега. Треба комплетна измена. Исто како што имаме за пензиите бројче и добиваме пензии, сите ние што сме плаќале цел живот по 35-40 години здравство, да се издвојат. Или да им се дадат ваучер, или да со некој процент попуст да добиваат здравствени услуги. Затоа што секој добива што не вложил ни динар во здравството. Тоа не е добро. Така ве слушаме. Затоа што ако некој поседува земја, а ги користи сите привилегии, и тоа не е вред. Например, и многу има што користат од надвор, доаѓаат и треба некои комплетно измени да се направат.
Прво да се почне со евиденција, па после тоа, ако треба и да плаќаме придонеси нешто. Може ли еве доброто на според вас земјата. некогаш да се случи да престане пазарувањето, например, во Министерството за здравство? Да. Тоа уопште не треба да постои пазарење. Како ние бевме способни да плаќаме по 35, 40, 50% од пензијата, колку што е пензијата, 100%, 50% сме плаќале здравство. Така, благодарам многу и вам за вклучувањето. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам. Така. Па вака, прво јас ќе кажам, на нашето здравство му треба добар доктор, да може да го излечи и да му најде прво, значи, од која болест боледува и какви лекови да му препише. Сега, за сето тоа, ја ми се чини дека прво не треба да се двои приватното од државното здравство. Треба да бидат едно, да имат единствени цени. Јас по моје размислување, дали случајно во приватното применува друга техника, пациентот дома, а он го оперисува. Или една обична операција, да речеме на слепо црево, ја прави на друг начин. Па иста е техниката, исти се, значи, препаратите, алатите со кои што работат тие доктори. Ја не знам како може да биде, значи, 5 пати поскапо во приватните за разлика од во државните болници. И нормално е во државните болници лекарите да бегаат во приватното здравство, затоа што таму штом се наплаќа 5 пати поскапо, сигурно ќе има и 5 пати поголема плата за разлика од она што е во државното. Ми се чини дека овдека треба нашите политичари еднаш за секојаш да не мислат само за личното богатење, еднаш за се за својот народ да мислат како да го излечат и граѓаните и здравството да ги излечат. Со тоа фактички ќе ја постигнат вистинската цел. А тие работат исклучиво само за нивните интереси, за нивните. Благодарам, поздрав. Благодарам и вам. А има што напишал и Петиго на Твитер. Сликата на токсикологија е Македонија во мало. Имаш директор кој не зборува македонски јазик, си носи преведувач и тато како телохранител. Вработува партиски полтрони на несоодветни места, додека институцијата тоне во долгови. И имаш министер кој не гледа никаков проблем. А каде го гледате проблемот вие, односно каде е вината, кој не си работи работата, дали е тоа државниот санитарен и здравствен инспекторат, дали е тоа според вас Министерството за здравство или пак политичарите кои се пазарат со се и сешто. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Намалете го тонот на телевизорот целосно, ве молам. Дали се слушаме сега? Добар ден. Добар ден. Се слуша, може ли? Да, може, повелете. За да збориме за државното здравство и за приватното здравство, многу треба се кажува. Видите, за 20 сме да се зборува за приватното здравство и за државното здравство, може многу да се зборува. Јас ви кажувам дека државното здравство и оно што во приватното здравство се исти студенти на медицинскиот факултет во Скопје. Тие имаат специализирано во државното здравство, а после преидено во приватните здравствени организации. Само да ви кажам едно. Докторите кои се во државно здравство, не треба да ги обвинуваме. Тие се толку хумани, толку бараат да помогнат, а посебно треба да се внесат и медицинските сестри кои се десна рака, али ја би ве замолил, кога разговарате за општа пракса, дајте уклучите и стоматолошката клиника какви се докторите. Да се каже дека и таму има доста работи кои треба да се дискутираат за здравството. Ние денес зборуваме генерално за здравството и еве дали може да престане, например, партизацијата во здравството, како ви се чини? Што партиски луѓе, добро, ве разбирам, само морам да ви кажам дека во јавното здравство е најголемата грешка
што партиски се оди прием во клиниките. Така, благодаря многу и вам за вашите одговори. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Видите вака, по моје мислење е дека приватното здравство треба да работи, да речем, со цени кои то ќе ги диктира, можеби, фондов за здравство, а не тие колку сака да наплаќат. Така да може и таму кога да речеме се знае, ево, за 10 дена да лежам на болница, таму би платил толку, да, ама ќе платам и таму толку, а не то на своја рака. Меѓутоа, друго ми е, Зборо, ај замислете кој го водеше здравството, која водеше поштата, која водеше железница. Све пропадна. На некој му одговара да пропаѓа Македонија, а тоа СДС го дозволуваше овие поготово 5-6 години. Замислете вие да ве командовар 10 душа, а вие 44. Нифмо е целта да пропаднеме, не друго. Ајде да видиме сега, ја ќе кажам за Битола. Дали може да нема телефонска врска после 5 поплане до понеделник сабајле, значи да има сообраќајка, нема кај да се јавам, а клиника е Битола. Ајде то вие како новинари испитајте го. Ќе видите дека сум во право. Се шо фатија се запустија. И ќе да запустат, еве дури се закануваат ако не бидат во влада. Замислете, се закануваат, а се уништија. Кај шо беа на власт, кај шо водеа фирми, се уништија. Благодаря многу и вам за вклучувањето во Црвена линија. Злата уста го има напишано следното на Твитер. Денес видов најпоразителен твит, дека не требало да им се качат платите на здравствените работници. 6 години најтежок факс, цел живот учење, малтретирање од секоја будала, а на сите живот им зависи од нив. Океј, качете им плати на политичарите, овој народ и онака е за бајачки. Па, еве, каде пред се детектирате грешката, кој според вас не си ја работи работата, што еве, како што рекоа некои од гледачите, имаме болно здравство на кое што му треба добар доктор и лекување. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Па, вака, Тина. Сега, за економската директорка на токсикологија, што не сака македонски да збори. Знае македонски, а не сака да збори. Или не знае воопшто македонски, тоа уште не е кажано по медиумите. Ја мислам, не сака да збори. А знае македонски. Сега за ова, за јавното здравство и приватното здравство треба да се праша Жан Митрев и Камчев. Они се најкомпетентни. Ајве, според вас, јавното здравство ви се чини ли подобро е да стане партнер на приватното? Па, за тоа ви викам, треба да се праша Камчев и Жан Митрев. Они, ако одлучат, ќе станат партнери. Иначе, јавново здравство, зашто нечени? Нечени ради партиски и ВМРО и СДС нивни кадри ставаат директори и затоа ни пропадна здравството. И тешко да се излечи. Знаеш зашто тешко мислење ми е? Тешко да се излечи ради тоа што квалитетните доктори бегаат у странство. А тие понеспособни што знаат дека нема да успеат у странство, остануваат тука. И здравството уште тоа. Ја мислам за здравството многу проблеми ќе имам. Благодарам многу за вклучувањето. Еве Димче што напишал на Твитер. Поразително е за една држава доктори и пензионери да протестираат. Една Црнагора и Косово имаат подобар третман и основни плати за доктори околу 2000 евра. Добро, според вас, еве, дали може за добро на пациентите јавното здравство да стане партнер на приватното? Добар ден. Добар ден. Повелете. Тина, дали сум... Ало? Да, ве слушаме. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Ви благодарам.
Кажуваат многу гачки ние од домашниот парламент и дека здравството немале доктори кои што не може да се излечи. Не е тачно. Тачно е дека доктори има, него многу криминал има таму. Криминалот кој што се прави во сите тие државни институции. И затоа вие имате убава тема дали здравството може да стане партнер на приватното. Зашто да не може? Зашто? Ово кажа колегава што се јавува пред мене, да го прашаме Камчев, Жан Митрев, какви успеси имаат. Па нека се направат договори, доприноси плачаме ние за сето тоа. Како ова? Ова го нема никаде кај нас, само кај нас во Република Македонија. Цитостатици градеа од заболени за рак, а камоли други работи. И затоа не е така. Да му кажам на еден предходни партиски војник на ДПМН дека македонски шуми е пропаднат 20 на години, македонски пошти е пропаднат 20 години. Ви се чини ли дека никогаш може да не се случи департизирано здравство? Ја мислам дека сегде овие државни институции припаѓаат под капата на партиите и никогаш тие глава не може да кренат. Знаете. Благодарам многу и вам. Скипер пак го има напишано следното. Здравството постои за пациентите, а не за докторите. Треба да се подигне нивото на услуги кои ги добиваат пациентите. Мене како осигуреник ич не ме интересира колку плата земаат. Ме интересира да не чекам со векови за преглед и да не ми бараат мито. Добар ден! Дали го имаме гледачот? Добар ден! Добро, ќе одиме со уште еден твит. Значи, кога ќе ве превземат од режија, секако не треба да се исклучувате. Добар ден! Добро, еве ваква една интересна дискусија. Тино напишал, повели клиничка болница Битола. Треба да платам отпусна листа, па ќе се качиме кај госпожа во Ечер, напишал потоа. Не се криви докторите што им набута административци. Башка тие пари ги лапа некој пратеник неписмен. И Тино напишал, медицински персонал ти е тоа. Како и да е, оно што следува е рекламите, па да ги погледнеме. По рекламите, ајде да видиме како одговорија денес инстаграмџи на нашето инстаграм стори анкетно прашање. Може ли да престане пазарењето во здравството? Со да одговорија 46%, со не одговорија 54%. Големо благодарам до сите вас кои што денеска ја направивте црвена линија да биде одлична. Тоа се подразбира дека земавте активно учество и дадовте ваши одговори и мислења. Секако ќе ни биде многу драго истите вас да ве слушаме и за кусо време, односно да бидете дел од најгледаниот квиз Заврти на Телма. Што значи, само ќе ве потсетам, во петок ќе почнеме со главната награда првосмукалка, ама нешто подосна можеби и ќе ве изненадиме со награда плюс, како телевизор или микропечки, така натаму. Ќе дознаете сами. Како и да е, ве очекуваме во Заврти на Телма.